Дали се сеќаваме на генералите? Се сеќаваш ли, Илија, на Љубе Бошковски? Се сеќаваш ли, Владко, на авионот кој слета, а тија бацуваше земјата? Се сеќавате ли на патиштата до Хаг, кога одевте, се колневте? Срце, крв, се што треба за брат Љубе. Печалевте на човек во затвор. Се врати овде, вие затресе столицата и го пративте во затвор. 10 пати полош. Тие таму во Хаг го ослободија. Се сеќавате на тој генерал Љубе Бошковски. Вие го испраќавте како генерал. Вие го направивте херој. Се сеќавате, Љубе сакал да победи во војната. Љубе е бранителот. На Љубе се лавовите. Љубе треба да влезе во 2002 од ДИК да ги земе ливчињата и да прогласи ништовни избори. Ама тогаш добар ви беше Љубе. И како сите лоши револуционери моравте да го убиете своето дете. Дочекавте да се врати овде и да го пратите во оној лошиот затвор. Со заштитен грчки сведок. Стварно. Најпатриотски, најбранителски, најчесно и најетички. Колеги, престанете со тие лекции. Престанете со муабетите за лавовите. Затоа што пред неколку години влегувавте, полицијата влегуваше во нивните домови со автомати на децата нивни. Им репетираше. Кај бевте тогаш Илија Димовски и сите останати? А во 2002 година вака се заканува исто како Илија Димовски вечер. Ке му кажам на мачето. Знаете што се случуваше во 2002? Бидејќи тогаш било многу лесно да привлекуваме инвестиции. Во 2002 година, кога Перо Гошев и Бранко Црвенковски говореа на митингот во Прилеп, чекавме и се плашевме дека некој може во нив да пука. И денеска максимум што можевте да се сетите беа две работи. Едната, темата голема Љупчо, за кое вие и многу од вас сте последните што може да говорите, и една втора смешна, на која често пати се мислам дали треба да одговорам, ама сега е вака после 12 па и ќе одговорам. Љупчо. Мене ќе ме прашувате што мислам ја за Љупчо. Истото што сум го мислела тогаш кога сум зборувала, за разлика од вас. Вие, колешки, ќе зборувате дека сме го собрале. Каде бевте вие? Во СДСМ да не бевте кога Љупчо Георгиевски ви беше све и сва? Каде бевте? Има голема разлика. Љупчо Георгиевски денеска, а јас не го менувам така лесно мислењето за луѓето, ниту ги лажев тогаш, ниту ги лажам денес граѓаните на Република Македонија, а вие кажете за себе, кога ја говоревте вистината. Љупчо денеска е еден од 20 коалициони партнери на СДСМ. Затоа што опозицијата не треба да се дроби. Има време кога ќе се расправаме. Вие, јас давам зелено светло тој да биде 20-тиот. Вие знаеш што правевте? 10, 12, 13 години, бидејќи кажавте дека и пред да бидете малолетен сте биле член на ВМРО ДПМН, го мрзевте Љупчо. Не му верувавте на Љупчо. Во кое ВМРО вие влеговте? ДПМН. Вие го избравте да ве води и да ви диктира како ќе се будите и како ќе легнувате. И денеска вие ќе зборувате за Љупчо Георгиевски. Кога Илија Димовски, Владко Ѓорчев и сите кои денеска и некогаш коментираат, кога се спротиставивте со, не со пола збор, со пола мисла на Љупчо Георгиевски? Јас зборував во онаа сала и можете да ги гледате стенограмите. Денес не се срамам, се гордеам со тие тези. За жал историјата ги покажа за точни. Вие викавте браво Војводо. Браво Војводо, вие велевте. Рацете, дали тоа ако ве навреди го повлекувам, не е битно. Плескавте со рацете. Дали сте ги миеле рацете? Ваше хигиенско прашање. Кај беа тие јунаци што се спротиставија на Љупчо Георгиевски од 98 до 2002 да ги видам? И што постигнавте? Од 98 до 2002 ве прашав.
Ве прашав од 98, да, ако зборувате со колегите од СДСМ кои нели толку искрено ви зборуваат, би требало да ви ја кажат вистината. И ќе ви кажат дека не сум јас. Браво, шефе, цар си, и после уа, бегај си од тука. Прашај ги изворите ако ги имаш. Ама исто е, демократијата со Лјупчо е сега демократија со Никола. Тогаш дури нешто се дискутираше. Сеа не смее ни да се помисли, ни да се, камоли да се збори. Сега, колеги, ние еден од многуте коалициони партнери. Вие, Лјупчо, еден и единствен. Па во кого се крстевте? Да не влеговте во ВМРО ДПМН е за Никола Груевски? Или за Зоран Ставревски? Извинете што ве користам во позитивна смисла. Аха, значи вие не верувавте во програма, не верувавте во луѓе, влеговте заради тоа што знаевте дека сте на вистинската страна. Многу информиран избор. Браво. Лјупчо Георгиевски, знаете што беше? Ред се редеа да го поздравуваат ВМРО-вците. Некои овде присутни. Не ви беше ваш председател. И денеска да го префрлате, нам да ни префрлате, секој може, граѓанин еден од улица, било кој, да дојде и да ми го постави ова прашање. Ке дискутирам и ке речам, ти ги разбирам аргументите. Вие не сте тие што може да ги поставувате овие прашања. Лјупчо, безвезен, никаков, најлош, Љубе, предавник, криминалец, корумпиран. Немој да плачете, министр. Ова беше дебатата која што Илија Димовски ја водеше за буџетот. Сега, факт е, мене ми е многу лесно да говорам на тема Лјупчо Георгиевски. 98, пред 98, за разлика од вас, што коленичевте напред за Лјупчо Георгиевски, денеска ga гласате амнестијата за Никола Груевски, газдата се променил, принципот е ист. Нијанси нема, исто е. И денеска вие велите, ќе ме прашувате што мислам јас за Тодор Александров. Па кој го стави Тодор Александров во кисела вода? Прво без име, а после и со име. Еве го Александар Николовски. Еве го. Вие денеска не се колнете во Лјупчо. Сите идеи ги прифативте и ги зборувате овде. Поделбата на државата. Каде бевте вие да се спротиставите во 2001? Антонио прогласи војна со светот. А никој од вас не го чув да каже Лјупчо не си во право. Ако бил Илија Китановски против, ете можел во таа прилика да каже не си во право, не ни ја дели државата. Јас го кажав. Поделба на држава, денеска вие ги зборувате тие тези. Тодор Александров, вие ги купивте неговите тези. Легализација на Валкан Капитал зборувавте. Да ве прашам едно едноставно прашање. Кога пари се пренесуваат преку граница во шише, чисти ли се? Измиено е и шишето и парите? И Лјупчо зборел за легализирање на прљав капитал. Па вие всушност без Лјупчо ги спроведувате сите негови најстрашни идеи. Браво. Континуитет. Може би менувате дресови. Може би менувате лични преференции. Може би идолите ги сменија имињата. Ама политиката е таа. Тодор Александров, поделба на држава, прљав бизнис и прљави пари. И интересно е дека кажавте вака, кога свативме каква политика терал Лјупчо Георгиевски, ние решивме да му се спротиставиме. Како му се спротиставивте? Лјупчо соопшти дека нема да се кандидира, го поддржа Никола Груевски, а вие храбро му се спротиставивте и му кажавте не Лјупчо, остани. Многу храбри сте од ВМРО ДПМН, издржливи и жилави. Му се спротиставивте на Лјупчо, просто немам зборови да го изразам мојот почит кон вас. Тоа вие го кажавте денеска. И што ќе се случи кога не мора 10 години, 7 помина, вие одлучите, например, пак дека сте сгрешили за Никола Груевски. Денес ке решиш да сечеш раце за некој и да не доведуваш во прашање една одлука која ќе донесе. А утре, плукни го, нека оди во канализација. Тоа не е во ред, колеги. И најстрашно од се е да не должам одговор, не сум член на Централен одбор, не можев да гласам. И да бев таму. А јас имам своje мислење, кога ќе сакате, еве, имате толку медиуми, можда премиерот некојаш ќе излезе на дебати, може би вие нема нешто во последно време, гледам дека на било која дебата која ќе се покани, освен
човек на човек со новинарите кои поставуваат многу тешки прашања на неколку медиуми, гледам дека сте се спротиставиле. И последно, мислам дека е последно, извинете колеги, само уште малку внимание, навистина брзо ќе завршам. Плачевте и се жалевте дека некој по вас лично ќе тргне. Нема тоа да го направам. Сакате да зборуваме она што добивавме телефони, откако кажувавте ревидирана верзија на вашето семејство, не за останатите. Јас немав, ни подразно не би ми текнало да зборувам што бил вашиот татко. Меѓутоа, секој пат кога ве слушам, мислам дека бил некој кој што бил последниот штраф и пател, заради тоа што некој друг ги влечел конците. Денес дознав во едно од тие јавувања дека тој бил директор на Лозар. Еден од директорите. Имал среќа, за разлика од другите вработени, денеска да работи во министерство. Немојте вие да го злоупотребувате, јас не го спомнав. Меѓутоа, како и секогаш, кога ВМРО ДПМН нема аргументи, како што ги немавте, па моравте да лажете дека бројка не сум спомнала, си ја препуштите стенограм, снимка, процентите уште ве чекаат, чекам демант, ама никако да стигне. И бидејќи немавте на тоа што да кажете, секогаш навредите се најако оружје. И што ме прашавте? Нема ни да се осврнам на прашањето дали играм фудбал, не играм фудбал со моите стари другари. Не сум играла ни тогаш. За жал, више не можам ни баскет да играм. Ама како што вие се гледате со ваши стари пријатели, не знам зашто мислите дека некој во СДСМ тоа не го прави. И од тоа правите фама. Замислите, Илија Димовски се гледа со своите другари. Колку е тој добар човек? Ве молам, колеги, бидете. Мислам, навистина. И единствената теза, заради која предпоставувам и мене ке ми се заканите, како за одговорот, како на Горан, како на сите останати колеги, замисли, Радмила, па ти не живееш во истиот стан, како што си живела кога, пред 10 години, треба да одговорам. Ке ти кажам, моите се за разлика од вашите напишани. Јас во 2002 година, за жал и моја срам, морам да признам, живеев се уште со моите родители. Не си во право. Читај. Кога праќаш екипи да снимаат коли и станови, а не вртиш кругче низ ВМРО-вското водно мало, Злокуќани, Бардовци и така натаму, следниот пат бар влези у куќите, имате и за тоа опрема. Ке влегувате, ке ставите буби. Мислиш се плашиме? Ако ви е кеф да не слушате што зборуваме дома со маж, жена и со дете, трошете си го времето. И ти мене ке ме прашаш во кој стан живеам? Јас требаше да останам во станот на мајка ми. Мајка ми и татко ми, кои имале некаква кариера, ја не ја ниту подценувам, ниту ја преценувам, успеале со своји пари да си купат еден стан. И мене, замисли, и директори биле. Па колку пресконференции направивте за директорите мајка и татко, односно татко кој бил директор пред ја да влезам на факултет? Колку пресови направивте? Не ви беше срам да зборувате за луѓе кои, за разлика од вашите хоштаплери, у своје 40 годишно работење, успеале да заработат за еден стан и нив да ги кажувате по телевизија? Јас не знам кој од вас може би се срами од вашите родители. Ама јас се потресувам кога тоа ќе го чујам. Затоа што знам дека тие се потресуваат. Не дофрлајте, за се ќе кажам. Јас моите родители не ги вработував. Таа е разликата. Јас моите родители не ги именував, за разлика од министрите сега. Кој зборува за министерот Никола Тодоров, кој нели се справи со професорите и со лекарите заради непотизам? Татко му што е денес, откако беше генерален секретар на влада? Или некој зборува за Никола Поповски, министерот за надворешни работи, чиј татко е директор на воздухопловната агенција? Ја не го спомнувам тоа. Ама вие тоа ви стана правило. И по 100 пати повторената лага ги најдовте луѓето кои успеале после 30-40 години кариера еден стан да си заработат. Мојата мајка и мојот татко со 2 плати не биле толку успешни како мајката на Никола Груевски, 4 стана, па ја 3 да користам. И сега ја треба нив да им се лутам. Горда сум затоа што ме воспитале дека не ми треба. И дека треба ја да ги заработам, а не да чекам тие да ми ги остават. Од нив сум чекала образование и воспитување. И на тоа сум им благодарна.
И жал ми е, и срам ми е, и да бидам искрена, понекогаш чувствувам грижа на совест, што заради такви, кои немаат грам морал, грам етика, грам домашно воспитување, јас имам грижа на совест кон нив дека сум ги довела во таква ситуација. И секој пат вака кога зборувате, истото ми се случува. Јас успеав во долга кариера, на не знам колку е вашиот стаж, зборувавте претходно, уште чекам да ми кажете колку години студирате на сметка на државата, се надевам дека таа информација ќе ја добијам и ќе биде добро денешните студенти кои студираат во РОК да дознаат, а плаќаат, да дознаат кој е аршинот за ВМРО-вци, кој е аршинот за нив како обични студенти. Во некоја друга прилика.